Добар ден, криптоентузијасти, го гледате канал Криптогемиџија и денеска сакам да поразговараме во однос на што можеме да очекуваме во еден bear маркет и како се препознава дали сме или не сме во еден bear маркет. За таа цел денеска ќе користиме само две алатки во биткоин чартот, повторно биткоин чартот, затоа што влегувањето на биткоин во bear маркет представува и влегување на целиот криптопазар во bear маркет, што е показателно кој што верувам дека на сите ви е јасен генерално. Но во детали и во однос на тоа што да се очекува во еден bear маркет и како можеме да видиме дали званично сме или не, ќе погледнеме сега. Значи, за почеток, како што рековме, ќе работиме на биткоин чартот. За денешниот, да рекам некој начин, на денешно истражување ќе ги искористиме 4MA и Volumen. Значи, тоа се двата индикатори кои што ни се потребни, доколку сте ги следеле претходните видеа, веќе знаете нормално како да ги додадете истите, доколку не, ќе направиме кратко покажување како да го направите тоа. Значи, секогаш може да ги најдете во индикатори. Овде, се што треба да напишете 4MA и да го додадете овој индикатор. Или, доколку го немате волумен, исто така, се што треба да напишете VOL и тоа е првиот индикатор овој. Значи, ова е волуменот и ова е 4MA индикаторот. Значи, зошто овие два, сега ќе ве објаснам детално. Прво ќе започнеме со 4MA. Значи, прво мораме да го подесиме самиот 4MA за да може да го погледнете тоа што јас го гледам во моментов. Откако ќе направите дупл клик на самиот индикатор, значи ќе се отвори овој прозор за сетирање на самиот индикатор. Значи, во inputs сакам да ставите за овие 4 вредности, овие 4 броеви. 50, 100, 200 и 300. Тоа се уствари средните вредности на биткоин на неделно ниво на 50 свеки, 100, 200 или 300 свеки. Односно 300 недели. Во случајов една свеќа представува една недела. И во стил сакам да ги ставите исто како што ги сетираме во секое време: зелена, жолта, црвена и плава. Сега, значи ова го правиме затоа што веќе сме запознаени со овие бои и истите ни се многу познати генерално кога го гледаме чартот. Волумен како индикатор нема потреба од никакво сетирање, само се сетира од самиот TradingView. Сега, која е поентата на 4MA и зашто се толку битни во пронаоѓање на bull и bear маркет? Пред да почнеме со bear, сакам да се вратиме само еднаш на daily chart, за да ви покажам нешто во daily чартот. Значи, на daily чартот, повторно, сакам да влезете во индикаторот, нели, 4MA и во style да ги исклучите првиот, вториот и четвртиот. Значи, ни останува само вредноста од 200, што уствари представува средна вредност на 200 денови на биткоин чартот. Сега, зошто е битна средна вредност на 200 денови на биткоин чартот? Ова е првиот индикатор кој што ни покажува дали сме или не сме во bull run. Значи, како што може да видите, секое пробивање на овој индикатор над него и потврдување на истиот дека е поддршка, значи тоа е многу битно да запазиме. Секогаш кој истиот ќе биде пробиен, но кога ќе докаже дека имаме поддршка, значи овдека не успеало тоа, но вториот пат е успешно, сме во bull маркет. Гледате? И официјално, секое паѓање на цената под овој бран, најчесто, значи поголем дел од трейдерите продаваат буквално во истиот момент, затоа што веруваат дека сме влезени во bear маркет. Во овој случај не беше буквално така, но дури да продале во оваа ситуација овде, они не би биле во некоја голема загуба, затоа што, како што може да видите, се уште се наоѓаме во истиот рейндж. Еве да се вратиме и назад, значи ќе видите дека тоа секогаш било така. Значи гледате, секој bull run започнува со успешен пробив на цената над, значи гледате, претходниот bear run во 2013 година, 2014 се движи цената под 200 дена просечната вредност, конечно успева да пробие над, прави успешен ретест овде, ја ќе зумираме убаво да видите, и продолжува во bull маркет. И се додека цената се наоѓа над 200 дена, средната вредност, се очекува дека е bull маркет. Истото се случува и обратно, кога ќе паднеме под истата, значи неуспешен обид за пробив представува конформација за bear маркет.
еве да видиме истото дали се случило и во овој случај. Значи, затоа, например, како bull market, истото би било на некој начин во случајов сега и обратно пропорционален индикатор, односно овдека имаме пробив нагоре, затоа истиот и не беше потврден во овој случај дека имаме bear market, но видите што се случи овде. Гледате? Значи, до сега имавме два бранови каде што секое неуспешно пробивање на 200 дена просечната вредност е прв знак за bear market. Значи, како што може видите, тоа е првиот знак кој што ни покажува дека неуспешниот пробив овде, кој што ние очекуваме дека ќе биде успешен како над 200 дена просечната вредност, така и над bull market support бендот, но неуспешноста на овој бран е првиот индикатор кој што ни покажува дека сме во bear market. Сега, кога ќе се вратиме на неделно ниво и кога ќе погледнеме овие индикатори, сега треба да ги уклучиме нормално повторно, и значи тоа е повторно стайл, само кликнете на овие квадратчиња и ќе може да ги уклучите повторно. Сега, слично на тоа, на неделно ниво, слично на тоа е 50 неделната средна вредност. Значи, таа би била на некој начин најблиска до 200-дневниот просечна вредност на биткоин, кога би гледане на неделно ниво. Значи, гледате, секој пробив на истата над и нејзина поддршка е знак дека сме во bull market, секој пробив под и нејзин неуспешен пробив, односно ритест надолу, е потврд дека сме во bear market. Зошто ни се потребни 4 EMA индикаторите во случајов? Затоа што до сега точно било утврдено во претходните два булрана до каде може да очекуваме биткоин да падне. Значи, прво ќе го обележиме претходниот топ на биткоин, истото ќе го направиме и назад, значи во 2013 година, и ќе почнеме од 2013 година за да видите како изгледа сето тоа во, да речем, постариот дел од биткоин, на неговиот сам почеток, а потоа ќе продолжиме и на 2017 и потоа. Значи 2013-2014 година е официјалниот прв целосен циклус, односно целосен булран на биткоин. При што? Како што рековме, секој пат под 50, гледате, значи влегување во bear market, истото значи овдека може да го видите, и сега да повториме. Значи рековме дека зелената е 50 неделна средна вредност, жолтата е 100 неделна средна вредност, црвената е 200 неделна средна вредност и плавата која што се уште не почнала затоа што се уште немаме 300 недели од средната вредност на биткоин е уствари 300 неделна средна вредност. Зошто се битни? Значи, во акумулацијата во bear market можеме да очекуваме дека цената ќе се движи во најголемиот дел од периодот овде. Значи ќе се движи помеѓу 100 и 200 неделната средна вредност. Гледаме. Значи тоа е уствари тој джеб на акумулација кој што можеме да го очекуваме во еден bear market и тоа досега два пати се потврдило и нормално очекуваме да се случи и во следниот bear market. Сега, значи како што може да видите во овој джеб на акумулација имаме направено, значи се додека истиот не се најде повторно над овие средни вредности и истиот продолжува повторно во следниот bear market. Значи, што можеме сега да видиме од првиот е дека главниот момент на bear market е секогаш помеѓу 100 и 200 неделната средна вредност. Сега ќе се придвижиме во 2017 година да видиме дали тоа повторно продолжува да се одвива така. Значи, овој беше неуспешен пробив за bull market, но тоа што повторно можеме да го видиме е дека падот после 50 неделната средна вредност ни представува прв индикатор за влегување во bear market и значи можеме да видиме дека во поголемиот дел од сегментот исто и после тоа по второто паѓање, че гледате, цената се наоѓала во значи овој рейндж, овој простор помеѓу 100 и 200 средната вредност, што уствари ни представува на некој начин акумулационо поле и доколку сме купувале во акумулационо поле помеѓу овие да речем два рейнџа, ќе сме биле во огромен профит, дури и да не сме чекале да цената да пробие. Значи гледате, дури само да споредиме од горната граница, значи само од горната граница на 100 неделната средна вредност,
Значи, ние ќе сме, само момент, ние ќе сме биле профит од, како би изгледало тоа. Значи, би биле, просто кажеме, профит од 200% до самиот претходен врв. Значи, дури да сме акумулирале само во овој джеб, така, значи од 200 до 150, како самата средна вредност се движи нагоре. Ќе ви покажам после зошто понатаму исто така е битно, има уште еден сегмент кој што се вика апсолутна капитулација на биткоин, но прво сакам да ви покажам дека, како што може да видите, до сега два пати е покажано дека цената во најголемиот дел bear market можеме да очекуваме дека ќе се движи помеѓу или блиску на овие две средни вредности и она што за прв пат е забележано во претходниот bear market е допирање на 300 неделната средна вредност, но тоа е многу ретка ситуација и најчесто е поврзана со големи настани како пандемија, како војна, така да, значи допирање на долната граница на 300 неделната средна вредност е шанса што се добива многу ретко и доколку се добие, значи дека треба што може повеќе да акумулирате во тој момент. Сега, како што може да видите дека никогаш досега биткоин не успеал да се врати, чекај ќе го обележиме, значи претходниот, гледате. Значи не успеал да се врати ниту приближно до неговиот претходен врв. Чисто да видиме за споредба колку била разликата помеѓу врвот и минималната цена која што биткоин ја достигнал. Гледате, само момент. Значи овде е минималната цена што достигнал. Значи имаме разлика од 156% над претходниот врв. Значи гледате, имаме 156% над претходниот врв каде што била минималната вредност, и тоа ова е минимална вредност со можеби еден ден на биткоин, пред истиот да продолжи да се движи нагоре. Да видиме што се случува овде. Значи моментално ние, значи доколку го земеме претходниот најдолен период, значи чисто да видиме како тоа би изгледало, значи доколку го земеме период во претходното лето кога го допревме ова дно овде од 28.000, значи тоа се 45%. Тоа се 45% до минималната вредност од овој булран, доколку да речеме дека нема да имаме повторен врв, која што е многу голема веројатност. Значи имаме разлика од 45% до минималната вредност која што ја постигнала цената на биткоин во овој булран. Сега, тоа што сакам да ви го покажеме. Доколку во моментов ги земеме вредностите на 100 и 200 неделната средна вредност, можеме да видиме дека кога цената би се движела моментално овде, значи таа би постигнала негде блиску од вредноста од претходниот врв, така. Но тоа што треба да го запамтиме е дека паѓањето на цената не се случува одеднаш. Така. Сега тоа е овдека оној втор сегмент кој што сакам да ви го покажам, што се нарекува апсолутна капитулација, односно капитулација на биткоин, кој што практично го најавува дното на самиот bear market. Сега, прво мораме да земеме во предвид дека овие средни вредности се во постојан раст, гледате. Од што самиот почеток на биткоин се во постојан раст. Што значи дека истите ќе продолжат да растат, така? Значи истите би продолжиле да растат од типот овака отприлика би изгледало нивното растење, постепено нагоре. И она што сакам да ви го покажам во оваа ситуација е дека паѓањето на биткоин нема да се одвива толку брзо како што некои луѓе замислуваат, значи тоа ќе се одвива во текот на една цела година од овој момент па натаму, доколку тоа се случи, и ќе изгледа вака отприлика. Значи цената би се движела некако отприлика вака. Значи ова би било нешто што би можеле да го очекуваме за движењето на цената на биткоин во иднина. И зошто ви го покажувам тоа? Сакам да ви кажам дека она што гледате од овие средни вредности, истите ќе продолжат да се движат нагоре, што значи дека ќе го надминат овој претходен врв на биткоин, каде што и цената самата по себе, со нејзиното постепено движење надолу, ќе го достигне, да речем, ќе ги допре овие индикатори, но во иднина, не веднаш, значи не овде. Не може да се случи нешто од овој тип. Значи ова е скоро невозможно, посебно не за биткоин. Затоа што биткоин, колку повеќе истиот расте, толку повеќе истиот е постабилен. Колку повеќе пари имаме внесено во биткоин, толку е помала веројатноста дека ќе имаме драстични падови како што се случувало во претходните булрани. Што значи дека овака прилика би изгледала, значи грубо кажано, како би изгледала акумулацијата во еден bear market. Што значи дека повторно, значи сега ќе направиме неколку
обиди да објасниме како тоа би изгледало, но пред да продолжиме сакам да ви објаснам за апсолутната капитулација, пред да продолжиме односно тоа што да очекуваме во иднина од овој bear market. Сега, што уствари представува апсолутна капитулација? Значи, апсолутна капитулација представува овој сегмент овде. Значи, како што може да видите, само ќе зумирам подобро за да може да се види. Значи, апсолутна капитулација досега во два наврати настанала кога цената, значи, ова е почетокот на bear маркетот, кога ќе помине под средната вредност од 50 недели, но моментот кога цената ќе се спушти под средната вредност од 100 недели, имаме апсолутна капитулација, односно масивен пад на биткоин. Сега ќе ви покажам како тоа изгледа. Значи, од моментот на пробив па до неговата, да речем, долна вредност, за краток временски период од само 4 недели, еден месец, успеал да достигне 50% загуб, значи вредноста на самиот биткоин. Ова е таа масивна капитулација која што ни покажува дека моментално сме го допреле дното, барем во моментов. Се разбираме? Значи, барем во овој момент, затоа што како што може видите, во самиот пат на чистиот не е толку драстичен, освен на самиот почеток, затоа што овде го имаме, нели, апсолутниот врв за разлика од апсолутната капитулација, но понатаму имаме постепено симнување на цената надолу, пред истата драстично да падне. Втор момент кој што можеме да го очекуваме, освен неговата драстичен пад, односно оваа капитулација, е движењето на волумен. Значи, што уствари можеме да видиме ке движењето на волуменот, зошто ни е битен оваа ситуација. Секогаш после bull market, значи овој момент каде што го имаме, нели, во оваа ситуација и овој огромен волумен кој што го имаме на трансакции, имаме движење на волуменот надолу, проследен со масивен волумен во однос на продажба. Односно, таа е таа капитулација која што очекуваме. Значи, секогаш кога имаме капитулација, уште една се случува, значи во претходниот булран го имаме втор пат истото случување. Значи, неуспешен обид за булран и повторен bear. Што се случува? Значи, имаме спуштање на волуменот надолу постепено и во моментот кога имаме кршење на 100 неделната средна вредност, имаме повторно истата ситуација. Значи, имаме масивен одлив на средства од ова добро, односно тоа е онаа капитулација која што очекуваме пред цената да продолжи да се движи нагоре. Значи, во двата случаи кога имаме движење на цената под 100 неделната средна вредност и овој огромен дзид практично од волумен, каде што имаме огромно продавање на ова средство, резултирал со точно покажување дека се наоѓаме во дното. А во исто време и резултира со допирање на цената на биткоин на оваа долна граница, па дури и од 200 до 300 неделната средна вредност на биткоин. Значи, она е тоа што можеме да го очекуваме како дно, апсолутно дно на еден bear market. Значи, тоа е во овој сегмент, еве да видиме дали истото се случило и во 2013 година, за да потврдиме дека ова не е само едно случување, туку ова е на некој начин тренд кој што можеме да очекуваме и во наредниот bear market. Значи, гледате, повторно, рековме, под 50 влегување во bear market, што се случило во моментот кога пробива, гледате, значи, во моментот кога пробиваме под 100 неделната средна вредност, имаме спуштање на волуменот постепено надолу, проследен со огромна свеќена капитулација која што дошла малку подоцна, но е истата ситуација. Значи, веднаш шон ќе се спуштиме под 100 средната вредност од 100 недели, можеме да очекуваме дека сме во длабок bear market и дека можеме во моментот кога ќе очекуваме оваа голема свеќа на некој начин на волуменот, да знаеме дека сме се нашле во капитулација, односно од тој момент можеме да очекуваме цената да продолжи се движи нагоре. Значи, гледате, истото се случува во оваа ситуација, но не сме имале, значи, успешно сме успеале да воспоставиме bull market, затоа и немаме како во 2017 година две капитулации. Значи, гледате, истото се случува во два циклуса. Сега, доколку се вратиме во најновиот циклус и да видиме како сето тоа изгледа во моментов, ќе видиме што можеме да очекуваме. Значи, оно што го разговаравме досега е дека од самиот bull market можеме да очекуваме што? Значи, истото што го разговаравме во сегашниот сегмент. Постепено намалување на волуменот надолу. Така,
И моментално се наоѓаме во делот каде што имаме најмал волумен, каде што можеме да очекуваме оваа капитулација. Гледате. Значи, гледате, исто. Дури волуменот во оваа ситуација е уште помал, што значи дека капитулацијата ќе дојде многу скоро. Значи, мораме да очекуваме таа капитулација да се случи пред да знаеме дека сме влезени во bear market и да очекуваме, значи овдека некаде сега, нели, тоа не значи ќе биде точно овде, но во следен период очекуваме таа капитулација да се случи, пошто ќе добиеме, значи во моментот кога ќе скршиме оваа вредност од 100 недели средна вредност на биткоин, очекуваме капитулација. Значи тоа е она што ви го кажав јас, сега повторно ќе повториме овие цртежи, значи да речеме дека оваа ќе продолжи да се движи вака, 200 ќе продолжи да се движи вака и 300 ќе продолжи да се движи вака. Значи дури и цената да продолжи уште малку да се движи во ова поле, затоа што се наоѓа под 50 неделниот просек, значи гледате, секогаш, значи еден дури да направи уште еден ритест. Ќе земеме на пример да се придвижи уште малку нагоре да направи уште еден ритест и конечно да падне под 100. Значи паѓањето по 100 најчесто резултира со, нели, капитулација и потоа имаме акумулирање врз 200 средната вредност на биткоин пред придвижување нагоре. Што до сега е покажано 2 пати, не значи дека ќе биде исто, но она е тоа што ние го очекуваме. Дури да се случи тоа, просто пример, ова е само обичен цртеж кој што јас на некој начин го очекувам. Значи ја очекувам дека оваа капитулација и акумулација ќе се движи во овој сегмент. Гледате, значи дури и со обичен цртеж кој што го нацртав буквално онака лаички, без да се обидувам да го добијам ова поле. Оно што сакам да ви кажам е дека ова поле ќе задржи цената, затоа што ове се, значи како што може да видите во 2 наврати, во разлика од 18 јануари до мај, практично, значи во 2 наврати, во разлика од 5 месеци, покажала цената на биткоин дека има многу јака поддршка овдека, а во исто време, како што рековме, има разлика од самиот врв до дното на ова поле, кое што е златен џеб, каде што очекуваме да се придвижи акумулацијата за следниот bear market. Значи тоа не значи дека истата ќе биде исклучиво во ова поле. Значи можеби ќе допре и подолу и сето тоа, но секој допирање на цената во ова поле за мене лично, значи тоа не значи дека е совет за вас, би бил одличен момент за акумулација, како на биткоин, така и на останатите криптовалути кои што јас очекувам да ја акумулирам во следниот bear market. И ова е тоа што јас би го очекувал да се случи, значи вака отприлика би изгледало тоа во, да речем, понатаму, значи нели ова би се заоблила, се додека не добиеме скок на биткоин нагоре, ова би ја задржала на некој начин цената, отприлика вака би изгледало сето тоа. Значи дури и цената да продолжи придвижување во, да речем и да падне до долната линија за некој краток период, значи истата, како што може да видите, постепено ќе дојде до момент кога ќе порасне над 100 неделниот просек и од тогаш можеме да очекуваме следен bull market. Но до тогаш мораме да пробаме да видиме кои се нашите очекувања за bear market. Значи затоа и се обидувам да ги направам овие на некој начин кратки анализи, посебно оваа ситуација што можеме да очекуваме нормално. Ќе го следиме сето ова заедно, како канал ние ќе бидеме тука преку целиот bear market и ќе се обидеме да видиме што поточно можеме да направиме, односно како ние би реагирале во самиот bear market и дали тоа вас ќе ви помогне нормално како информација. Следно што сакам да разговарам со вас е во однос на процентите на движење на цената на биткоин нагоре или надолу во однос на во кој циклус се наоѓа. Значи дали е во bear или bull market и да ги споредиме истите со претходните години. Сега ќе ви покажам зашто е тоа многу битно. Значи, како што се сеќавате, разговаравме за оној сегмент на така речени продолжени циклуси и намален профит. Сега, зашто е тоа битно? Значи, би сакал да ви покажам дека во почетокот на биткоин, значи доколку направиме споредба на самиот чарт, сега ќе ви покажам ствари што точно сакам да кажам со ова, можеме да видиме дека како профитот, така и загубите се многу поголеми. Така, значи, прост пример. Моментот од врв до дно во претходниот, во првиот на некој начин целосен bull market бил, ќе видиме колку прилика е тоа, 86%. Така, за разлика од тоа, профитот бил огромен. Значи, зборуваме за профитот неверојатни, сега ќе измериме, че ова е производ. Не навлегувам точно сега, само чисто сакам да ви покажам како изгледа.
од неверојатни 10.000%. Така. Значи следниот bull market. Еве чисто да направиме една проверка на тоа што можеме да очекуваме во иднина, затоа што како што рековме, значи досега е потврдено дека секое добро, не само биткоин, колку подолго се наоѓа на пазарот, толку повеќе се стабилизира. Значи еве и овдека имаме 83%, но за разлика од тоа имаме и пад на ова добро на среде пандемија. Значи затоа истото и на некој начин достигнало до овој ист процент како од првиот пад. За разлика од тоа, доколку го споредиме самиот бран, ќе видиме дека претходниот бран 2013 година има многу повеќе капитулации, односно имаме многу повеќе огромни корекции нагоре и надолу, за разлика од следниот бран каде што имаме многу по лесно движење на цената нагоре. И оно што сакам да го кажеме дека колку повеќе пари има во одредена сфера на добро, во случајот во биткоин, толку повеќе цената ќе почнува да станува стабилна, но и профитот ќе се намалува. Односно, очекуваме дека корекциите на цената ќе бидат се помали, но затоа и корекциите и во обратна смисла на зборот, значи во профит ќе бидат исто така помали. Значи варирањето, онаа експлозивност на ова добро нагоре и надолу ќе биде се помало и помало. Еве сега на пример да го измериме тоа од претходното дно, значи до моменталниот врв е 1800%. Значи зборуваме доколку сте купиле во апсолутното дно и сте продали на апсолутниот врв, што е скоро невозможно, како што разговараме до сега, но оно што сакам да ви го кажам е, разликата од 10 до 1800% треба да ви покаже дека колку помалку цената успеала да се придвижи нагоре, толку е поверојатно дека истата помалку ќе се придвижи надолу. Односно, не можеме да очекуваме дека корекцијата повторно ќе биде 80%, затоа што и профитот кој што го добиле, значи луѓето кои што купиле, е помал. Односно, загубата е помала и истите се помалку на некој начин мотивирани да продадат. Така, значи во моментов до претходното дно овде во 2021 година во летото, ние сме стаселе до отприлика 60% во минус од апсолутниот врв. Што? Затоа и уствари очекуваат многу од чартерите, не само јас, дека цената би се придвижила во овој сегмент и дури и да овдека не биде апсолутно до дно на самата цена, значи можеби ќе има некој на некој начин вик, некој придвижување на цената многу минимално под истото, значи оној краток временски период што е дури и невидлив, значи нешто од овој сегмент е. Овака оприлика би изгледало движењето под ова поле, затоа што поддршката на цената во ова поле е многу голема. И очекуваме дека околу ова граница од 30.000, чисто да бележам за да видите за што станува збор, значи има ставено многу голем, гледате, значи 30.000 видите, имаме ставено многу големи нарачки за купување, затоа и секогаш кога цената на биткоин допирала од 30.000, гледате што случувало. Имаме масивно придвижување на цената нагоре. Дури и во овие неколку корекции, гледате, значи секој допирање имаме движење нагоре масивно. Зошто? Затоа што на овие крупни броеви, претходно во моите видеа го имам тоа спомнато, но доколку не се слушале, еве можам да ви кажам сега, значи на овие крупни броеви како 30-40.000, имаме големи нарачки затоа што големите, да речем, корпорации, институции, банки не купуваат на незаокружени броеви. Они најчесто купуваат на броеви како еве од овој тип 30, 32, 34, 36. Затоа многу од искусните трговци никогаш не ставаат на нарачка за купување или продавање на крупен број. Се разбираме? Значи, секој кој што е поискусен би ставил дека сака да купи, например, на 30.521. Ме разбирате? Затоа што кога цената ќе стаса од 30.000 има многу краток период пред истата да почне максимално да се движи нагоре, затоа што имаме многу големи нарачки кои што цената веднаш ја футкаат нагоре. Затоа, значи, и верувам дека во овој bear market ова граница од 30.000 ќе биде на некој начин моментот каде што цената највеќе ќе се задржи. Сега, за да го споредиме тоа со претходниот, значи, од апсолутниот врв на 20.000, цената максимално се симнала до оприлика 3.000. Така, ако го споредиме тоа со претходниот максимален износ на биткоин од 1100-1200, значи, оно што сакам да ви го покажам е дека од 1000 до 3, тоа се на некој начин 200% во плюс
за истиот да дојде до минималната вредност на каде што паднал самиот биткоин, за разлика од тоа доколку го очекуваме исто во иднина, каде што сега моментално значи дното би било 20.000, а зборуваме за 30.000 граница во која што очекуваме да се задржи цената највеќе, дури можеби и да не продре надолу, можеби само за краток временски период. Значи станува збор за некои 50% разлика, затоа што е во истиот момент оно што го разговаравме дека значи како се движи самата цена нагоре, така повеќе и повеќе капитал влегува во ова добро, што значи дека и разликите помеѓу падовите и помеѓу претходните дно и следниот врв на пример нема да бидат толку различни, нема да бидат толку големи. Затоа што значи замислете моментално биткоин во најдобрата ситуација во претходниот булран имаше оприлика 1 трилион долари во себе си. Што претходно, значи дури целиот маркет во 2017 година заедно не успеал да допре, можеби за краток временски период успеал да допре до 1 трилион. За разлика од тоа, во овој булран имаме само 1 трилион долари исклучиво внесени во биткоин. И оно што сакам да ја кажам е дека за цената да продолжи нагоре, доколку цената од 1 трилион успеала да стаса само до 70.000, замислете за цената да продолжи да стаса до некои 100.000 долари, што ќе се случи, верува, значи и јас лично верувам дека тоа ќе се случи во наредниот циклус во минимална рака. Значи замислете колку пари треба да влезат за цената да може да се придвижи до 100.000 долари. Не разбирате? Затоа и сакам да ви кажам дека колку повеќе цената се движи нагоре, толку булрановите ќе бидат помали, значи нивните таргети ќе бидат помали, но и нивните падови ќе бидат помали. Се што останува е следење на циклусот. И затоа, значи би сакал да имате еден посебен чарт каде што ќе го ставите ова чисто за следење на цената, посебно во овој bear market, затоа што доколку се потврди дека сме во bear market, а досега сите индикатори покажуваат дека сме, значи нас ни треба единствено да видиме оваа капитулација после падот на цената од 100 неделниот средна вредност, 100 неделната средна вредност, кога ќе го добиеме тоа, официјално знаеме дека сме во bear market и тогаш мораме да се фокусираме на ова. Значи очекување на цената да се придвижи помеѓу овие две средни вредности и акумулирање на истата се додека не дојдеме до следен пробив нагоре негде во 2023 година, затоа што значи bull market никогаш не започнува од денот на халвингот. Она што го разговаравме за халвинг циклусите, значи истиот почнува прилика некои 6 месеци до година дена пред халвингот. Значи 6 месеци до година дена пред халвингот се очекува веќе биткоин да го има допрено своето дно и да почне да се движи нагоре за следниот циклус. Значи имајте го тоа предвид, ќе го следиме овој чарт нормално постојано заедно, затоа и го направив ова видео за чисто да знаете што очекувам јас и каде очекувам да акумулирам. Значи моето очекување се цената да дојде некаде во овој квадрат од 32.000 до 28.000, истата да се задржи таму со можеби некој минимален вик надолу, што нема теоретски шанси да се врати до претходниот all time high. Значи нема теоретски шанси. Има некоја минимална шанса ајде ќе речеме 2%, затоа што никогаш не се знае. Можеби ќе има нуклеарна војна, што би го направило тоа, ме разбирате? Но генерално доколку не се променат работите во светот од типот да имаме такви максимално негативни настани, верувам дека цената ќе продолжи да се движи во овој сегмент, пред истата да продолжи да се движи нагоре. Значи ова беше оприлика објаснување за што очекувам јас чисто од овие два индикатора, од волуменот и од 4MA индикаторите, и се надевам дека ви се допадна ова видео. Ќе видиме заедно и самите, значи поентата на оваа емисија, на овие видеа, на овој канал е заедно да се придвижиме понатаму во криптопазарот, затоа што моментално се наоѓаме на некој начин во многу нов економски пазар на некој начин, затоа што нас моментално, посебно од техничката анализа, не интересира економската страна на криптопазарот и како таков е стар нешто повеќе од 10 години, што е ништо во споредба со стандардните финансиски пазари кои што постојат на светот, затоа и немаме доволно податоци истиот правилно да го анализираме, но нормално тоа ќе го направиме заедно. Затоа значи ги правиме овие основни видеа каде што очекуваме дека ќе ги проследите и нормално секоја надградба наша и ваша понатаму можеме да ја правиме заедно на овој канал. Затоа уште еднаш ќе ве замолам да ги погледнете оние видеа претходно, доколку не сте ги погледнале, затоа истите се на некој начин подредени по број, за да ви биде полесно да следите материјата понатаму. Дополнително на сето тоа, доколку имате некој кој што сака да ги следи овие материјали и сака да научи техничка анализа,
би ве замолил да го споделите ова со него. Како што рековме, значи така е сега, така ќе остане и во иднина. Ништо од овие материјали нема да биде наплатено. Значи ова е буквално исклучиво едукационен материјал кој што не треба да биде финансиски совет за вас, ова треба само да биде начин како вие сами да научите да на некој начин своите тешко заработени пари, знаете во што ги вложувате и знаете што очекувате, да направите своји очекувања, своји таргети и да направите свој профит воедно речено. Со тоа би го завршил ова видео, доколку имате било какви коментари, нормално оставете ги, тука сме да ги одговориме и се гледаме во наредното видео. Имајте добар ден. Криптогемиџија.